matching outfits for Istanbul. Јаки. Флекс. Колку пари кошта твојот аутфит денеска, ве молам? На попуст $30. Не, 30 евра. Касабланка, бац. Уба? 480 евра. Ама фати колку е мега. Глобали да иде по тебе карци. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Каде сме, Ангела? Сингапур. Одиме да си ги земиме куферите и после одиме в хотел. Ентушмаваме и го отпревртуваме Истанбул. Имаме некои, не Истанбул, да Сингапур. Имаме некои колку? 35 сати овде пред да одиме Бали, така да спремни сме да направиме 45.000 чекори, да јадиме 5.832 калории и најмногу се... Да, ќе пеме во Бали да бидеме дебели, ама среќни. Six-pack неќе има, да знаете. Да. Ова е Джул Леводи. Ова е шопинг центар во самиот аеродром, за кој што треба да излезеш. Сега има новогодишни елки. Кај сме, Ангела? Во Concrete Jungle, Concrete Prison. Ајде да се видиме со вате. Рести чај на таму. Држиш? Ајде, појди во WC. Појди во WC. Ама нема јас. Затвори ја вратата, ќе е врска. Ајде. Влези да се капиш. Ако да ја е врска, чиста баба. Ево го кревето. И еве Ангела да се капи. Куферот дека отвориме. Јако. Види овде, еве го, брат ми помалива. Ај. Сингапур многу интересен. Многу. Дали беше добра дестинација за стоп? Океј беше.
Кажи на камерата. Признавам пред Ангела и пред целиот свет дека Ангела е одбра дестинацијава и навистина добра. Иако идам по втор пат, овај пат посебно добро од тие со невестата моја. Matching Сега сме со Ангела, излегуваме од темпол на будистите во Сингапур, кинескиот темпол, поточно. И баш интересно искуство, што знам. И неочекувано спокојно внатре. Сите чута зурла свири некоја кинеска интересно. Орео, комазоко што прави. И изненадно убаво беше. Да, во Чајнатаун сме и нивна традиција да видиме преубамеристички внатре. Му приложувале цвејки нарече? Да, некој тип на цвеќе како дар. И чудно, мислам не чудно, него ли многу слично на нашава православна вера, кај што заприметив дека и тие дарува масло како дар остава во нивнава црква или не можам црква да ја наречам, него ли нивниот верски храм, да. Ама баш интересно. Еве бараме уште за јадење. Иначе интересно за Сингапур, што прочитав на интернет, уште немам најдено. Секој дистрикт има како некој стил на фудкорт и го вика хокер центар, кај што има многу различни јадења со многу различни мали ресторанчина. А многу од тие ресторани се Мишелин препознати и се баш ги смета како на листата на Мишелин се, така да иде луѓе само за да јадат само за нив. Ајде. Ете снег. Убаво. Прво јадење, па е да ни биде. Ајде, кој го одбрати? Че да видам што е тоа. Тонкацу минст рамен. Иначе ова е јапонско јадење, јас колку што знам. И овие ќе ги пробаме. Гајоза, оти знам дека се страшно добро. Ајде, Ангела. Кој пред мене? Јадењето е 8,5-9 од 10. Месото ми е долго, другото ме го одушева.
Жапанце и Жапан бебеца. Да не ве лажи, не се ово е лудиво, само што не се разбира во место. Тоа е проблем. Може. Јајцето беше просто. Имаш и јајца. Ова не се не Кизне колку сме пресмешни на луѓето што се локалци овде што не гледаме тоа. Сега кои се овие петардиве дојдени овде, на луѓето. Тоа е како бурек кај нас да земјишто. Ноши се овде. Макар во Скопје што јадам, но скопјани се геј, така да. Beautiful. Beautiful. Во Сингапур, како влегуваш, така ти зема оттисоци, како са и новиот систем низ Европа. Ама што се случува овде? Овде е толку чисто и толку средено, кај што на секој чош има камери. И сите камери се поврзани со полиција и полицијава те во буквално смисла ти го следи секој чекор. Не конкретно луѓе, претпоставувам некој систем AI или некој софтвер, ама доколку направиш глупост, одма ќе те најде и нема бегање. Затоа има најниско ниво на криминал и е многу интересно, ти се шеташ и не се баш најзаприметливиот и така му се скријани по пандариве, а никој не ги запримети, не може да ги запримети што ти е толку чисто и толку паметно поставено, кај што на секој чош има камера и може во буквална смисла да. Ги видиш. Ама јас се чувствувам многу сигурно, еве сама се шетам, застанувам или си оди напред. Како за жена Безбедно. може да се. А сега наближуваме пред индискиот темпел или Little India во Сингапур. Како што гледате има крави на секој чош. Кравата нив му е еден вид на бог. Свето и нема да ги земе. Намасте. That's a lovely hotel to visit because they kept that day along the architecture is beautiful. So where we are here, this is called the Marina Bay, and this was originally. Я понимаю, ну просто чтобы ты рука жопы, я переживаю, что у тебя папа, ну может что-то столкнуть. Ова е символо на Сингапур. Туризма. Да. Во 1972 година не знаеле како да привлече туристи и кој да биде символ на Сингапур, така да како беше приказна
како што има во Копенхаген Mermaid за туризмо, така сакале овдека да има, ама сирената пошто била зафатена, размислувале и пошто има името му е како за лав, тоа е друга приказна, и спојле риба ради што се со пристаниште И остров. а горе лаво ради името што му е. И рекле, тада, имаме скулптура. Така да знаете зашто е скулптурава И првично не било. и првично не било овде, а замислете за да ја направа скулптура коштало негде околу $600,000, а ја направиле во 1973 колку што ни кажа тур гајдов, а ја преместиле во 2002 и во 2002 коштало $1 милион за да ја преместа, а 650 за да ја направи. Сега ти удри математика. Да. Со Ангела моментално поминуваме на стрејто од Формула 1 трката, која што поминува на самиот мост овде. И после се надевам дека ќе поидеме кај што се гаражите, да се сликаме со некој од гаражите кај што фактички 100 формуливе за време на трката. Не знаев дека е City Race и Night Race. Водичов пред нас ни раскажа многу убаво. И јас Единствена трка кај што врта обратно од стрелките на часовник. да, антиклоквајз вртеле заради тоа што имало некоја кривина. Ако не бил антиклоквајз, ако нешто се случило, некоја незгода, тука би влегле сите во вода, брека. Ама камо здупчени? Такви биле парите. Да. Okay, so long time ago, this was a trading center it brought life because it provides livelihood. Today, this is part of the reservoir system, so it brings a different form of life. Се врти. Че фактички Топкиве му се направени како проект за 24 сати да звуциве што ги прави градот од секојдневниот живот на луѓето, да ги емитува од самиве топки. Така да е нешто интересно. И во Прилеп така треба да направиме, ама во Прилеп ако направиме ќе грака мајмуни и затоа не кладаме вакви топки. Ова е навистина. Нема збори. Дефинитивно. Еве да ме видите дека и јас бев тука, а не некое видео од интернет. Дојдовте Gardens by the Bay во Сингапур. Токму пред нас што гледаме моментално се така наречените супер трис.
кои се бројат 18 во парков во Сингапур. Но, како што заприметив јас, а сигурен сум дека и Ангела, во Сингапур ништо не е случајно. Сите 18 дрва имаат некаква улога, а истовремено се вертикални градини. Сингапур го користи токму овој парк за да придонеси зеленило на самава држава, пошто се многу еко ориентирани и истовремено секој едно од овие дрва си има сопствена функција. Неколку дрва што се овде има на нив панели за струја, каде што збираат струја, истата се користи токму за овој лајт шоу моментално што го гледаме, а дел од нив исто така собираат и вода, а истата таа се користи за наводнување на целиот парк. Две од дрвата се фактички дрва кај што се користат како вентилација за двата дома што ги има овој парк, има Flower Dome и уште еден дом, односно тие се затворени градини од тропски растенија и пошто воздухот натре е потопол, ги користат за вентилација токму последни две дрва, а исто така произведуваат токму тука струја. И фактички цел овој парк е еко-френдли со нула емисија од страна на CO2, нема self-sufficient е комплетно. Сам си произведува, сам си троши, никаков трошок не прави, току само има еден огромен финансиски придонес за градот Сингапур. Ова е од познатото јаболко продавницата и од грицнатото јаболко. Ќе влеземе натре да видиме што нуди појче, навистина е многу јако. Моментално сме пред Марина Бей шопинг центар таму, Сензменс како се вика. Многу интересно. Прејако. Јас сум фасциниран. И новите iPhone. И еве сме со Ангела. Се гледаме, чао. Ангела, кај бевме пред малце? Кај бевме? Во Apple Store. Во најмодерниот дел од градот. А сега сме во уште една хокер центар, што ги вика како големи фуд кортои за секако вид на храна. Имаме од индиска до турска тука. Овде имаме од Шангај, некој тип на шангајска храна, претпоставувам кинеска и така натаму, сваѓате концептот. Изгледа преако и навистина јас овде ако би живеел би се направил 550.000 кила. Ти колку кила би била ако би живеел овде? 49. Ако живееш овде ова секој ден ако јадиш? Ама овде трча. Еј, за тоа морам да ви пофалам. Секде кај што има вода, секде кај што има некој вид на обала, нема човек што не трча. Значи, буквална смисла од 90 до 9 години. Цел град на... Ама убаво. Одиме да порачаме нешто одавде, односно, најверојатно, сега ќе ви покажам. Најверојатно Шангај Dumplings in Chili Oil ќе биде избор, ама сепак ќе сменим уште два пати, така да ќе видиме што ќе заиме. Па сакаш, од јога... Градов е лудило. Ако има некој можност да дојди, дали на поминување, дефинитивно must visit. Не е толку скап како што го прави цел свет, да. Реално, не е толку скап. Грција е реално поскапа од... Да, овде најскапото нешто што би го платил ако дојдеш на буџет е да летоите, не баш ако дојдеш на буџет. Не знам, некој си од хотелине на Маринана. Да. Да бидеме јасни, не спијаме во некој хотел со руфтоп базени со 300 чуда, него ли спијаме во Евридж хотел, ништо посебно колку да преспијаме, ама да. Пошто јадење имаш за многу ефтини пари од овие баш маркетиве, нешто невообичаено да пробаш, а да си поминиш за јадењето со ефтино. Јас Нормално ако сака некој да седни, може да потроши пари, ама не е дека ако дојди мора да се испотроша куп пари, не. Се поминува на баџет.
Сега ова што ќе го јадеме е 7,80 сингапурски долари, а сингапурскиот долар спрема еврото е 1 спрема 0,6. Значи е 0,6 евра купува 1 евро. Ова е 1 сингапурски долар. Тоа што значи 7,80 сингапурски долари, тоа негде би дошло, јас мислам, околу 4,50 до 5 евро. Сега слабо математикава после 2-3 пива, ама тука негде. И за 300 отки реално и кај нас во било кој ресторан да седнеш би платил порција. А преđe јадевме, како што имате видено во видео, последниот хокер центар кај што јадевме, плативме некој 12 или 13, не, 10,80 плативме. Значи за две работи. Значи плативме 7 евра, имавме две порции, што би рекол средни, и не знам дали бевме најадени од авион, ама за мене беше доволно. Да, јас после тоа не можев ништо освен кафе. И така. Да кажам, убавото е дека скапиот дел можеш да го прошеташ без да платиш ништо. Значи се шета. Не е со некои си истории да мораш да влезиш во музеи за да доживуваш, туку се шета, се гледа, се ужива, има бесплатни шоуа што се многу убави, ќе ги видите во видеово. Се поминува на буџет. А многу е различно, значи од се што сум посетила е преразлично, мора да се посети. И шаута ме звони иначе ова да го земам јадењево. Мх. Морам да ја покажам. Нешто е лудило. Ајде да не знам да го земам. Ајде, Ангела учи како да јади со чопстикс. Јордан ме научи, морам да го попалам. Убаво? Пробај одма вако. Кај има? Едно беше. Лажиш. Не. Ми се тоа порачавме. Има дамплингс, овие се дамплингс. А тоа што беше? Внатре, нема лажиш. Месото е ова месо, не дека ја не се разбирам. Ова месо е лудница. Морам да признам. Што е тоа? Сакам да ја стакам тесто. Фактички дамплингов е месото завиткано во тесто. Да. Значи ова мора цело да го пробаш. Оти џабе јадиме дамплингзи, ова ако не го каснеш. Не. Жешко? Ќе те убијам следниот пат, јас да ти кажам. Епа не е толку жешко. Пред да бидам тепан, ќе се вратиме наскоро. Или ми купи некое, не знам, напиточе. Ќе го пробаме сега и тоа. Тоа е од лимета џус со некој чај, мешавина. Преубо. И на мабетот преđe дека овде се ефтини работите, ова кошташе само 80 дена. Така да кај нас поскапо кафето. Преубо. Одиме на втора партија јадење. Имаш јадено индиско? Не. Саш да јадиме? Не знаеш, ќе пропушти. Ова е најубаво. После тебе. Ла. Друго, ама сладом е. Внучина, еве го второто јадење. Кимчи фрајд рајс со зелка, јајце и се остана. Извинете, пробавме. Превкусно. Да. Нестрпливо. Се вратив и притурив некој микс сос, некоја киселина, луто и 100% MSG има во нешто. Превкусно. The next day. Добро утро, френдови. Ден број 2 со госпожа Ангела. Тоа е 18.
Да, многу е тивка са вајлево, морам аутфит чек на жена ми да ви направам. Отие, таква е жена. Иначе, еве ни го хотел. Сакам само да ви покажам како што излегуваш од хотелот. Имаш храм. Одиме да јадиме некој криспи кари чикен пафс во светски познат хокер центар пак. Ние со хокери овде маме бавме. И Ана, замисли, ова мене баце не ми се верува. Така да, ќе се слушниме кога ќе поидиме таму. Ќе седи кари криспин чикен пафс. За поручик. Овие се препознати од Мишелин Гајд, така да можеме да речеме официјално дека имаме еден ново Мишелин ресторан. Се гледа. После еден тон патења, го најдовме тоа што го бараме. Овие се лиснати, полни со различно, најпознато му е чикен кари Мишелин. Препознати се од 2016, вклучувајќи и ова година, 2025. Ќе пробаме две работи. Can I take a video of you making it? So what's that inside? Is that butter or that inside? This is vegetable shortening. Okay. Ау, многу во мирис. Жешко. Това е? Това е с сърдина или с чикен? Мора да плаша. Кога треба да биде официјален спонзор, секој пијам, сега да пијам. Поручавме, сега имаме едно прашање до мојата жена. Кажи, жено, денеска со последниве неколку сати што ни се во Сингапур, кој па в Истанбул. Во Сингапур да ми кажеш кај одиме. Индиски одел и муслимански одел на град. Одиме. Во Сингапур што е толку интересно и што е толку невообичаено е што Кога се седи на маса со муслимани, никој не јади свинско, значи се почитува едни со други. За почит спрема другиот, никој не јади на масата свинско. на толку страшна почит меѓусебна, што јас му завидувам и се надцелам за тоа, целам за еден ден ние да го имаме сличното во Македонија, кај што македонец, албанец, турчин, ромо може да заедно да седна и да јада и да се почитува и без разлика на религија, етничка одпределба, да има заеднички живот и да живее среќно. Ајде да разгледаме малце што има во околинава. А сега дали сте спремни да се воодушевите од овој поглед? 3, 2, 1. Како ви се допаѓа ова? Овде имате различни продавници од Селенчук, Ковошје пазар, храна, сервис за мобилни, Little India. Имам
мешани чувства за овој кварт. Ама интересно доживување. Ко сме веќе овде, мора да го видиме. Кажи, прашање од мене. Кажи ми на која музика и на кој човек да подсика распад? На која музика и на кој човек? На Кумашино, Мозоко. Овде може во Bollywood Music Baron да го пријавиме и да му пеи да биде резидент. Биде главен инструмент. Резидент риуриуач. Како ќе да е риуриуач? Лево. Од свежи свеќина се. Okay, I'll follow your channel. Okay. Okay, so basically, all these gardens, these are called gardens, and there's all loose flowers. So when we pray, we do a bit of offering. So we have got pictures at home, and when you go to the temple, there is actually the real God over there. So we'll give these as offerings. Okay, so thank you very much. Do you use this for celebration, weddings? Wedding, Flowers? yes, you can, as you see, he's making a very big, as you see here, he's making a very big garland. Oh. So these garlands are usually for statues that are 15 feet. Okay. We have some statues that are 15 feet. Oh well. Thank you very much for your time. No problem. Thank you. Сакаш што да му купиме пијачка? Не, ми вика, ме гледа колку сум испотен. Да видите и јас. Hydrate, вика. Колку сум испотен, вика Евро, пија и I вода, drink. брато, оди ќе се онесвестиш. Има некој храм да посетиме? Види, каква улица има? Вау, Честно. I like it. Верувајте ме кој ќе ви го кажем ова. Знам дека и јас сум испотен, и јас мирисам, ама на некои 200 метри пред да влезиме во овој предел, не мирисаше, туку капаше. Така да... Me no like it. Сега идиме во тој маркет негде. Лево мисламе дека онде Паскали е горе. Значи сме предупредени од човекон што му правевме едно мало интервју за што значи свеќината, дека миризбата била многу фрагрентна. Оригинал. И дека одавде произлегувале сите скапи мириси. И дека мирисало на лалина. Ете така. Ајде да видиме колку е вистина. Овде долу има за јадење. Ние ќе одиме горе. А иначе ова долу е уште еден хокер центар. Не можеме поиќе да одиме. Традиционална облека. Hi. Овие види какви се. Интересно. Види ги. Че овде му е за свечени пустани за свадби. Овде го имате индискио бит пазар. For you, sister, only 65. Кажи од колку на колку ти го намаз. Од 85 одмас, инстантно, сестер ми вика 65 ти го давам, купи. Абе, и го даде, ти се препозна, мисли дека од незините. Thank you. Ајде. Ова со сој сос, ќе биде лудило.
чекаме ред за да јадиме од ова тука. И Teochew fishbowl bak shormi. Ангела чека на во ред кеш имаше. Јас дојдов за кафе из Thank you. All треба да се измеша. 100%. Thank you very much. Have a lovely day. Have a good day. Check first on them book. Okay. And the five is Bye. Bye. Задовме кафе и задовме лайм джус. Дури чекаме во линија на онаму. Нешто се не сниват се колку да не биде без ништо. Уште е ова затворено. Не е баш во најотворените можности што може да биде. Ама онаму ќе биде превкусно, се претпоставувам, гарантирам, така да. Кој е наред, цурице? Се одлучивме за број 1 и број 2. Порачавме 2 работи со Ангела, ама од тие 2 се направи 4, не знам како. Изгледа има како главно и додаток. Че имаме, ова е број 1, ова е број 2, супа добиваш со број 2 и супа добиваш со број 1, е нео кафе. Така да не знам дали и јас ова би можел да го изем, значи порачував уште, значи пази. Да видиме, се гледаме. Знаеш што е? Вау. Имаш мене во позадина, се мажам. Имаш вајде, така се сакаш да знам вилушка? А? Не. Вилушка. Треба леко да упатиме после инаку. Имаме цел. Види си на еден начин. Супер. Good job. Абе, Е баш уникатен вкус. Не знам дали ме медисува, од има во тебе не те венисува? има вкус на чкембе. Ова е чкембе. И джигерчина. Така да интересно, ама ќе видиме. Абе, нај мириса јади, ако мирисаш овде ништо не мајаш. Добро, ова е убаво. Што е ова? Треба. Да, нека треба. Ова е специфично. Да. Салина на чорба. Вкус има, ама ја не знам дали би се стревала на ова да ја дам сјално да ја. Не сме навикнати за тоа. Да, ова е нешто Нешто нju. најчудно. Ова што е? Джигер? Следно е тоа.
Сингапур беше преубав. За жал толку ефме 2 дена, ама уште пред да се минеме имам уште нешто да ви покажам. Првиот ден не знам дали успеав да го снимам, ама затоа и накрај ќе го клам од видео. Така да гледајте. Ова е во средина на шопинг центар надвор од аеродромот во Сингапур. И исто така како една од дестинациите зашто многу луѓе идат овде, ова е не еден, туку највисокиот внатрешен водопад во светот. Во споредба со мене и со Ангел.